онаму каде што истражувањето и неспокојството е константа и база на младиот творец, се подразбира период на почитување и негување на автентичната традиција, но не на уметност која доаѓа само со патината на далечното минато, туку на уметност што се развива во денешново време. Радува фактот што во 80-тите години во македонското ликовно творештво со појавата на младиот креативен потенцијал се навести еден нов уметнички живот во југословенски рамки, така да на поинаков начин се проектира и трасира патот и физиономијата на 9-та деценија. И покрај бројните младешки отпорности во поглед на стилските и техничките аспекти на делата, кај младите се јавува еден сосема поинаков, послободен и похрабар однос во врска со целокупната суштина на ликовната материја. Секој од нив со индивидуален творечки ангажман, со релативно блиската генерацијска припадност, со блиското академско образование, здружени и свесни дека на ваков начин ќе придонесат повеќе за развитокот на ликовниот живот, младите творци отворија една нова и би можеле да кажеме револуционерна етапа во обликувањето на ликовната сцена кај нас и во пошироки рамки. Овој автохтон ликовен збор, што започнува со руралното, архетипското или поетското во творештвото на Симон Шемов, Анета Светиева и Димитар Манев, што содржат како препознатлив елемент метафора, символ, знак или митолошки асоцијации, се продолжуваат во специфична форма и во творештвото на младите автори. Редица настапи и успеси на овие млади автори само го потврдуваат и документираат нашиот став кон нивното творештво. Изложбата 6 македонски ликовни уметници во Загреб, Скопје и Белград предизвика голем интерес и добра критика. Скулптура Простор во музеот во Скопје, 5 автори во Риека, потоа тројца македонски уметници во Белград, учество на Сараевската документа 1989 кога македонската селекција е забележана како најдобра, што се случи и со нашиот избор за млада југословенска уметност во Грац, Виена, Прага, потоа во Белград и на други места. Уметност, критика во 80-тите, како и наградите што ги добиваат, зборуваат сами за себе за местото на современата македонска ликовна сцена. Особено значење во изнаоѓање на нов јазик и нов начин на ликовна комуникација имаат сигурно Глигор Стефанов и Петр Николовски, кои во Лондон, каде што денес живеат, успеа да свртат големо внимание на своето творештво. Станко Павлевски просторот го подразбира како интегрална целина со скулптурата, како нејзин нераскинлив дел и како крајно одредиште. Всушност, просторот е изразен со времето, со преградувањето, прекршувањето или обвиткувањето на просторната целина, геометризирани форми од метал. Павлевски раскажува една универзална приказна со тема, простор, време, концизно, јасно, но и символично и поетски. Иако навидум студени и рационални, овие архитектони зданија се длабоко и хумано врзани за човекот.
Мојата работа на скулптурата е отворен проблем со повеќе непознати, кои се чудно врзани за животот и за живиот организам на уметноста. Зедов да работам нешто што едноставно не знам кои се причини, сакам да работам, но тогаш кога открив дека во она што работам има и нешто повеќе од тоа, тогаш исто така едноставно немаше враќање назад. Почувствува дека уметноста е како трајна болка, не ти дава мир, бара да се фиксираш на неа, бара да животот биде уметност без остаток. Таа моја даденост или определеност кон животот наметна една потреба да се тој преиспита во целата негова длабочина. Скулптурата даде една содржина која требаше да биде вклопена, нели, или да се изрази преку формата. А уметноста е единствена работа во животот за која не можев да создадам одбранбени механизми. Во она што го работев во периодот од средината на 80-тите и потоа, и таа моја даденост кон интровертното, во тој период кога се реанимира или преобликува мноштво вредности на модерната уметност, јас се зедов како собствена привилегија. А скулптурата едноставно комуницираше со светските ликовни искуства од тој период. Скулптурата е сведов на предмет кој доби психопросторен концепт, така тоа ја го нарекувам. А тоа размислување придонесе да се отворат и други моменти кои подоцна ме интересира во скулптурата. Би навел една крајна отвореност кон геометриското чисто и едноставно, испразната форма која со нагласка на плошното и линеарното, крајна префинетост, потреба за крајна префинетост во изведбата на скулптурата. Скулптура во која и големината играше голема улога или носеше голем дел од содржината. Просторот како материјал во скулптурата и интересот кон архитектони сензации кои се јавија како скулптура како градба. Исто така ја ценев и творечката пауза како момент за размисла и сумирање, евентуално кој може да понуди нешто ново. Покрај ова што го наведов, мојата скулптура носи еден условен, но продуховен минимал, кој побара да во неа се вгради рационалното и емотивното, меѓутоа кој ќе најде добра доза на спој, а во минималното, како форма растеретена од небитното, да е вградена содржина која не само ќе го дообјасни визуелниот проблем, туку ќе се однесува и на психолошките сензации кои инсистирав да се присутни во делото. И би рекол, во скулптурата не ме интересираше крајниот естетицизам, туку бара форма која ќе понуди потрансцендентни ситуации кои гледачот треба да ги апсолвира.
Со својата отвореност кон светските ликовни збиднувања, што во голема мерка се условени со место живењето во Франкфурт, Жанета Вангели ја напушта експресивната фигурација, искажана со широкиот потег на четката во црно-белото созвучие, за да засега се определи за символичните конотации на современиот актуелен миг, навлегувајќи и во медиумот на фотографијата. Во поновите дела, Јован Шумковски доаѓа до соединување на културата на сликата и скулптурата. Во нивните заемни односи и преплетувања настануваат автентични објекти како сведоци на сликарско-скулпторскиот простор, што се засноваат врз основните начела на статичкото и динамичкото. Во својата ликовна мисла, Шумковски оди од деструктивно кон конструктивно, создавајќи фасцинантни визуелни целини од дешифрираниот и разградениот препознатлив предмет. Последните неколку години работам на една ликовна проблематика на обединување на разновидни ликовни јазици, разновидни материјали, медии и сепаратните елементи како нивен резултат преку една ликовна, неликовна или занатска постапка ги сраснувам, ги обединувам во една целина. Овој концепт подоцна го надополнив со некои субјективни, индивидуални мои искуства поодамнешни, со цел тежиштето на работата да се префрли, да се средоточи врз една комплементарна меѓузависност на сликаната површина и дрвените елементи околу неа или сликата и рамката. Да се допре на нова сликовитост. Ваквите ликовни творби во потполност ги доложам или се втопија во еден чинам носички концепт на 80-тите, на обединување на уметностите, нивно наблюдување, позајмување на ликовни јазици од модерната уметност и навраќање на некои национални ликовни вредности. Сам по себе во тој контекст во светот и во Југославија овој концепт отвори повеќе прашања, размислувања и реализации, за разлика од строгата концептуална пракса во 70-тите. Во Југославија на неколку, можеби теоретски изложби, се промовира неколку ликовни појави, нова слика, нова геометрија, нов енформел или контролирана гестуалност и други, во кои помал број на македонски ликовни автори зема активно учество, а на некои оставија и печат. Благоја Маневски е по својата мозаична игра на композицијата донекаде близок до творештвото на Шумковски, со тоа што готовите пораки, употребени на едно место, ги претвора во изразни средства точката во која се судруваат дискурзивното и експресивното, како што кажа колегата Зоран Петровски во предговорот во каталогот за Риека, во која што сликата ја добива својата смисла, е композицијската инвентивност на уметникот. Ова дисонантно и консонантно созвучие е крајно консеквентно спроведено во размислувањата и во ликовната транскрипција на Маневски. Еклектицизмот го спроведува до крај и му останува консеквентен. Репертоарот на обликувањето на уметноста со текот на времето и процесот на навикнување малку по малку се излитува, со повторувањето и техничката продукција
малку по малку се стандардизира и доаѓа до формула која е достапна на сите. Со самиот тој процес се јавува реакција која врши едно темелно завртување на уметничката чест или пак е палка со која се крши некој крут, одумрен систем и потоа се полни со нова содржина. Така на почетокот на оваа деценија, аналогно со другите ликовни средини во Југославија па и светот, на македонскиот ликовен простор се јавуваат автори со свежи, други и поинакви ликовни размислувања, со истражувачки карактер како доминанта која цели кон една лична автохтона визија. Автори кои се спротивставуваат на до неодамнешната зависна ситуација или пак подредена психологија. Мислам дека од темелно значење за современата македонска ликовна уметност денес е свеста која игра битна улога во креирањето на самостојниот развој на сопствениот ликовен израз. Така за мене сликата представува мисловно поле, таа е производ на творечкиот чин, кој не е само рационално, емоционално или телесно дејствување, туку израз на човекот како поединец и исто така човекот како општествено суштество. Изградувањето на сликата бара севкупен човек кој се отповикува на своите внатрешни трауми и на траумите кои ги потиснува неговата средина. Поинакви сме од останатите и со нашата слободност, односно ослободеност за свесно користење на историјата на уметноста, што произлегува дека го користиме сеќавањето. Сеќавањето е еден од битните исто така елементи за денешната состојба и да го порекнуваш сеќавањето значи да порекнуваш многу вистини, многу вредности. Јас верувам дека треба да се еволуира со сите своји сеќавања. Тоа е најдобар начин да се учествува во светот, односно да се еволуира со него. Исмет Рамичевиќ своите творби ги пречистува, редуцира и транспонира во една знаковно символична форма на релација небо-земја. Рамичевиќ оди кон оние символични конотации што на еден поинаков начин се врзани со просторот, разбран повеќе како време и што е многу битно како традиција низ времето. Едноставните композиции на Маргарита Киселичка Калајџиева, работени исклучиво во дрво, се рустикални и сведени на сосема прочистени елементи, делови земени во својата природна убавина и благородност на формите, и трагите што самото време ги остави и ги направи врзлив. Со прекомпонирање на овие деликатно и лесно обработени облици со природните белези оставени во нивната изворна форма, се добиваат нови релации со суптилно лоцирање на шуплините, пробиви. Овој обелиск или архаичен модел станува символ на траење, што учествува во магискиот чин на времето, што на нејзината епидерма остави неизбришан запис. Најновите дела на Томе Аџиевски, логично надоврзани на претходните истражувања, представуваат еден испишан ракопис со вешто компонирање и усогласување на формите, каде што секој облик задржува приоритет во целината. Тоа е композицијски проседе во кој облиците се изложени на еден
опит со цел да се ослободат од сите компромиси и да се истакне нивната тежина и маса како самостоен елемент или како примарен за скулптурата. Би било možda интересно да се каже некоја карактеристика за цела оваа млада генерација. Посебно би ги истакнал тука скулпторите, 4-5 автори кои што се можда и најкарактеристични за овој период од 80-тите. Генерација која што е воглавно школувана надвор од Македонија, но како некоја главна карактеристика е тоа што црпи инспирација токму од ова подневје и би било интересно тоа што користи разни материјали и тоа автентични, некои изворни материјали од гранки, потоа слама, како кај Глигор Стефанов, да речем, или Петер Николовски. Јас користам дрво и тоа по можност да биде што по-натурално, по-неиндустријски така оформено. И ми е интересно тоа што преовладуваат некои архаични форми кои што се преточени во некој модерен израз. Постојат некои форми кои што се така трајно во некои мои интересирање и кои што долго време ги обработувам. Иако кога почнав да работам, почнав со сликарство да се бавам, али покасно почнав со она моја вокација да се занимавам, која што воглавно ми од почеток ме интересирала, тоа е скулптурата. Во рецентните дела, Славчо Соколовски се движи кон контемплативното сваќање и осмислување на својот собствен свет, ликовно искажан со асоцијативно-абстрактни облици и со внесување и други материјали, платно, метал. То всушност ги заменуваат поранешните рафизми, контури, на многу посилен и поефектен начин. Во односите на информалистичката структура на плохата и асоцијативните геометризирани елементи на графички поставените колажи со рустикална структура, Соколовски го обновува класичниот свет на сликата со веќе разработен и изграден ракописен систем. Во 88 година почнав да работам слики под заеднички наслов Едра на хоризонтот. Во тие слики главна водилја ми беше оловниот рам, кој се појавуваше во хоризонт, во една хоризонтална линија. Тоа беше почеток на мојата фаза во сликарството и мојот интерес. Каде почнав за прв пат да користам материјали како што е оловото, јутата, газата, разни видови на малтери, смоли, и почнав да аплицирам платно, јута и така натака. Во моментов работам на нов циклус слики, каде хоризонтот го затварам. Го затварам во сликата и мојот интерес е насочен во самата слика. Користам искуства лични, досегашни мои лични искуства и искуства од минатите правци, како што за мене еден од најголемите правци за кои имам јас голем интерес, тоа е Енформелот, со представници Алберто Бури, Тапиес. Нивните искуства ги користам и ги преточувам во синтеза своја лична. Во овој циклус на слики со оловна рамка, бојата и материјалите ги користам во символична смисла. Символична смисла во која приоритет има духовното. Духовното во контекст на сензибилна хармонија, склад, апсолутен склад.
Отстранувајќи ја во поранешните дела присутната ликовна логика, базирана врз грижливо избраниот преплет на ликовните говори од почетокот на модерната, Марина Лешкова, исклучително интересен автор, сликата ја враќа кон амбиентот, но не како негова миметичка слика или модел, туку како нов и независен свет. Иако се задржани некои основни композицијски назнаки од поранешниот начин на размислување, сепак во новите дела се менува односот кон светот на сликата. Сликаните простори навестуваат спонтано задоволство на манипулацијата на бојата и потегот, во кој неформалната абстракција, како самиот простор да го кондензира во боена субстанција. Во моето сликарство доминантно место зазема структурата, текстурата и светлината. Малите светлински разлики понекогаш е неможно да се забележат со камера, објектив и честопати репродукциите на моите дела се неизводливи. Последниве години вниманието ми е насочено кон контемплативната содржина, визуелна мисла, наспроти мислењето на постарите генерации дека сликите само визуелно чувствено се примат. Овие слики мораат прво да се разберат, а потоа да се доживат како дела по себе. Употребата исклучиво на небоите црната и белата ми овозможува концентрација на внатрешната форма, а не на надворешната. Се случува во внатрешноста на површината на платното. Последните дела го сублимираат искуството на енформелот, геометријата и сублимната абстракција. Создавајќи една поинаква целина, се издвојува коегзистенцијата на две напоредни слики зависно од аголот на гледање, при што едната доминира, а другата е притаена и обратно. Тоа е обид да се пронајде движење со недвижењето, динамика на недвижењето, минотијата, пивање на тешината, видливост на невидливото, слики на простори, слики на состојби. Драгане, твојата генерацијска припадност и генерациите претходни, особено оваа генерација во 80-тите години, направи македонската сцена да стане толку афирмативна и сега и понатаму да веќе во југословенските ликовни простори, па и пошироко, на една поширока ликовна сцена, мора да се смета на учество на македонските ликовни творци. Новата уметничка практика во Македонија започна Симон Шемов и Кочо Фидановски. Прифаќањето и признавањето на квалитетот и автентичноста на овие генерации млади македонски уметници ни докажува дека наспроти безнадежното секојдневие, медиокритетството не го уништи уметничкото творештво. Исто така, оваа група автори докажува дека економските неуслови, релативно ниската културна свест, неразбирањето и подценувањето на творештвото не биле пречка да се создадат повеќе автентични за нашиве југословенски простори ликовни естетики. Пробивот на младата или современата поинаква македонска ликовна мисла започна со изложбите на Глигор Стефанов во Белград и Загреб во средината на 80-тите години. Активната творечка присутност на македонските автори, особено во втората половина на 80-тите години, ја истакна неоптовареноста и независноста од диктатот на светскиот уметнички пазар. Овие влюбеници и учесници во уметноста, верувајќи и остварувајќи ги своите визии, оставија длабоки траги во југословенскиот културен простор, кој веќе претходно беше освоен од македонскиот театар. Во северните поразвиените делови на Југославија се чувствува една заситеност од пренесувањето на актуелните европски и светски трендови и творечка немок, недостаток на нови идеи. Ова автентична наградба на етничките извори од една страна или приспитувањето и наоѓањето одговори, решенија за продолжувањето на развојот на интернационалниот визуелен јазик од друга страна, ги наведе на констатацијата дека на југот, кој дотогаш беше поценет, во моментот се создава најинтересна и најсвежа уметност. Појавите на нови облици на уметничка активност вон усталените шаблони заслужуваат посебно внимание и сериозен професионален приод. Тие доскоро го замаглуваа нормалниот пристап кон делото, гледајќи кон него како кон нешто кон што доправа треба да се изгради свој став или однос. Потребата за една ваква слобода во уметничкиот живот
е произлезена од желбата да се воспостави една поблиска комуникација, еден процес на демократизација, процес на развивање на високото уметничко ниво кај македонскиот ликовен уметник и потполна слобода во изборот и одлучувањето за своето творештво, во изнаоѓањето на својот личен сензибилитет.